Овој беа песните за славење и мислам дека беа многу во контекст на што ќе го зборувам. И ова Иле што го кажа, дека ние сме од Бог, преку Него, за Него, во Него, и многу е вистина тоа. Не знам дали сте размислувале некој пат за вашите животи. Најверојатно да, ќе седите навечер пред да се спиете, ќе станете или се шетате сами кога сте почесто повеќе размислувате за себе си. И некој вика, добре што живот ќе беше ова, нели? Се сложувате така. И ако размислиме дека Бог не створил нас и дека се од Него, преку Него и за Него, не би требало така да размислуваме. Сложувате. И знаете, кога сме биле мали, ја мислам дека никој од нас не се потресува дали сметки ќе плати, дали ќе се разболе, дали нешто лошо ќе му се случи, туку сите сме биле безгрижни. И наеднаш некаде, кој ќе почнеме да созреваме, доаѓаа проблеми во животот, викаме, бе, ваков ли е животот? И малце сме збунети. Али Библијата вика дека за да влеземе во Божјото царство треба како деца да влеземе. Дали така пишува? Што значи тоа? Тоа значи дека ако сакаме да ги примиме ветувањата од царството во нашите животи, повторно треба да се вратиме со паметот наназад и да размислуваме како безгрижни. Зошто е тоа важно? Затоа што ако се чувствуваш безгрижен, тогаш ќе имаш вера дека Бог ќе се грижи за тебе. Ако си стегнат, засекиран и се фокусира на негативни работи, Бог ти вика, дај ми го проблемот, ама ти го држиш во рака. И Бог вика, бе, дај ми го, ти викаш, еве бе Господе, ама уште го држиш. Значи треба да го пуштиш за Господ да го земе. Така да не викам дека ова е нешто лесно, ја верувам дека ова е тренинг на умот, али доаѓа како резултат на тоа дали ние навистина веруваме дека Бог најмногу не сака. Зошто Бог не створи? Не створи од љубов, не затоа што му требаме. Зошто Бог не одржува? Поради љубов, ако не ќе ни утепаше сите. Зашто Бог ни даа живот вечен? Затоа што му требаме? Не. Туку затоа што повторно не љуби. Така да ако ние не ја сватиме важноста на Божјата љубов во нашите животи и како да го живееме нашиот живот преку Божјата љубов, стално нешто ќе бидеме збунети, ќе ни фали. И од таа причина Библијата вика дека најголема е љубовта. Тоа не е само некоја религиозна изјава, ние да ја цитираме и да кажеме, гледаш, најголема е љубовта. Точно дека најголема е љубовта, ама ако ние не ја веруваме, не ја живееме и не сме опуштени во таа љубов, ние не разбираме таа љубов. Значи, сега не дојдеме до некоја вера каде што таа ќе изгледа вака, Господе, ти најмногу мене ме сакаш и заради тоа јас одлучувам да се опуштам и сите работи тебе ти ги предадам, зашто знам дека ти ќе се грижиш за мене. Значи, сега не дојдеме до таа вера која што е поврзана да се ослониш на Божјата љубов за тебе, ти не можеш да му годиш на Бог. Зошто не можеш да му годиш? Заради тоа што да дојдеш ки Бог треба да дојдеш како дете, безгрижно. И затоа ве вратив малце наназад, кога сте биле мали, дали за нешто сте се секирале. Не сте се секирале. И се најднаш доја проблеми со финанси, и викаш дали мора вака да биде. Не мора да биде така. И некој ќе рече, ама дали морам ја да сум болен? Не мораш да си болен. Некој ќе рече, да, ама морам да умрам. Не мораш да умреш. Значи, буквално сето нешто си го верувал како мал, таа детска вера, таа е вистината. Сето останато, сите грижи, што сака да направат? Сака да го корумпираат словото во твојот живот. Тоа го вика Библијата. Дојат секираци, дојат проблеми и што сака? Сака да ни го зема тоа што Бог остави во нас. А што е тоа? Дека Бог најмногу нас не љуби и сака да се грижи за нас. И дека се ќе биде во ред. Заради што? Заради тоа што Библијата ни вика сите ветувања се да јамин во него. На некој од вас ови изгледа фантазија и ви изгледа како приказка, како нешто нереално, но се додека ви изгледа како приказка, како фантазија или нереално, тоа така ќе биде во вашите животи. Знаете, некој рекол вака, ако веруваш дека ќе те биде, или ако веруваш дека нема да те биде, права си
и за двате работи. Значи некој вика, абе не верувам некоја така ќе биде, управо си. Веруваш дека ќе биде, пак ќе бидеш управо. Значи се што примаме преку верата. Многу важно. И затоа Библијата вика дека Бог ќе направи неспоредливо повеќе од оно што можеш да го бараш или замислиш. Значи, одговорноста лежи во твојот ум. Ако ти можеш да размислуваш за сите убави работи што Бог ќе ги направи за тебе, ти ќе ги имаш тие работи. И повеќе од тоа Бог ќе ти даде. Што е проблемот? Проблемот е што луѓето 90% од мислите што ги мислат секој ден се негативни. Значи тоа се истражувања правени. 90%. Нема врска каде живееш. Да живееш у Македонија или не знам на каде на друго место. Луѓето си се такви. Од 100 убави работи што ќе им се случат, они ќе ги мислат неубавите. А може да ги набројат. Ја денеска да ви кажам, набројте 10 работи за кои што сте благодарни. Ги има ли? Сигурно ги има. Ама вие ќе ги мислите негативните. Али Библијата што не охрабрува? Немој да живеете како обичните луѓе. Значи, ако статистиката на овој свет е дека 90% од мислите се негативни, а Бог тебе ти ветил ветувања огромни, ти не треба да видиш меѓу тие. И што е интересно, дека секој човек секојдневно размислува 65.000 мисли. 65.000 мисли. И 90% од нив да се негативни. Вау! И сега прашањето е, па дали имам јас право да размислувам за позитивни мисли? Имаш. Зошто? Затоа што си Божјо дете. Затоа што имаш ветување. Затоа што сите ветувања во него се да и амин. И денеска ќе зборувам за тоа на кој начин Бог нас не обединил во Христос или не направил едно со него, за ние се почувствуваме силни во овој свет. Еве колку ќе ни помогне со првиот стих. Мислам дека 1 Коринтијани 6 глава, ако сакате може да си запишувате, 6:17. 1 Коринтијани 6:17. Вика, а кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Размислете на кратко за овој стих, нека ви легне. Дали Бог може све да направи? Он е семоќен, нели? Неговиот Свети Дух е насекаде. За Бог нема никакви проблеми. За Бог све е решливо. И сега Бог го стави неговиот Свети Дух живее внатре во тебе. Ако ти си верник во Исус, ти го имаш Свети Дух. И Библијата кажува дека ако се соединиш со Господ, ти си сега еден дух со него. Важно е се размислува за ова. Песниците страни, нешто весело значи. Мислите на стихот? Ја верувам дека Господ е тажен кога ние не му веруваме. Кога ќе кажам не му веруваме, не мислам дека не веруваме дека Бог постои. Туку не му веруваме дека навистина може да реши се во нашите животи. И кога ние се сомневаме дека Бог навистина може да реши се во нашите животи, Бог е тогаш тажен. Знаете, Бог да е толку голем, а ти викаш, Господи, знам дека си голем, ама шта за моја калка испадне? Бидејќи Бог е наш татко. Замислете ние како мали деца, идеме ке нашите родители, викаме, дај ми лепи сол ако сакаш, и сега ти викаат твоите, а би му фриждер, што сакаш, абе лепчи солце, таман ќе ми биде. Они ќе се тажни, затоа што може свеа ти дадат и лепи сол бараш. Така и Бог. Ние се задоволуваме со малку работи, му бараме малку работи на Бог. Знаете зошто? Заради тоа што мислиме дека нема да ги добиеме. А Бог се радува кога сака да ни ги даде желбите на нашето срце. Но да се случи тоа, ти мораш да имаш сигурност дека Бог е со тебе. И не само дека е со тебе, туку дека ти си едно со Него. Што ќе се случи во твојот
во твоите мисли, во твојот живот, ако ти постојано секој ден, во секоја минута, помислуваш дека твојот дух е едно со Христовиот дух. Ти си споен со него. Светиот дух е врзан со твојот дух. И тоа е вистина. Ако ти размислуваш за оваа огромна сила, ќе се манифестира преку тебе кога се молиш. Знаете, струјата е тука, ама ако не ја запалиш таму, ќе биде темно, или ако не исклучиш, ќе си остане вака. Значи, Светиот Дух е присутен во тебе и он е врзан со твојот дух. Али се додека ти не си свесен за тоа, утикачот не можеш да го уклучиш. И ти ќе немаш корист од силата и работата на Светиот Дух во тебе. Многу важно. 1 Коринтијани 3:16. Е уште една потврда. Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјиот Дух живее во вас? Павле им се чудно рекол, па не знаете ли тоа? Знаете, секој пат кога ќе помислиме, што ли ќе биде со мојот живот, ти не го веруваш ова. Знаете што ќе биде? Се ќе биде супер. Се ќе биде прекрасно, се ќе биде одговорено. Се ќе биде благословено. Сите Божји ветувања ќе се остварат. Зошто? Заради тоа што ти си Божји храм и Светиот Дух, кој што е Господ, живее внатре во тебе. Али ти ако не го веруваш тоа не може да се оствари. Ќе чека на нешто. Ќе чека на тебе. Ќе чека да ги смениш твоите мисли. Од тие 90% негативни да ги претвориш во позитивни мисли. Да размислуваш што би можело све супер да ми тргне во мојот живот. Често пати ни размислуваме што ли лошо ќе ми тргне во животот. Замислете да размислувате, Господе, што ли добро ќе ми тргне во животот? Колку љубави работи ти имаш пред мене да ми изненадиш во животот? Колку љубава мојата иднина, колку ли е светла мојата иднина, зашто ти ми вети иднини надеж. Ја ти ги предам моите мисли и ајде, Господе, заедно да фантазираме за сите ови работи што ти ги имаш спремено пред мене. Господ сака така да живееме. И Господ таму некаде ќе рече, абе не претеруј. Така ли ќе каже? Не, туку ќе се радува. Зашто? Што ти си Божјо дете и ти му веруваш. Знаете, никогаш Господ не може се чуди на премногу вера. На едно место вика, Исус се чудеше на нивното неверие. Памтите во Евангелијата? Се чудеше на нивното неверие, но никогаш не може да се чуди на премногу вера, затоа што он е воодушевен кога има премногу вера човек. Тоа е стотникот римскиот, кога имаше премногу вера, Господ го пофали, Самарјанката ја пофали. Кого критикуваше? Критикуваше фарисеите. Тие немаа вера. Зашто нема вера? Зашто беа под закон. Зашто беа под самоосуда. Така и ние, кога живееме во некоја самоосуда, се тргаме на страна и викаме, Господе, ти не треба мене ме благословиш, ти треба ме казниш мене. Затоа што сум грешен, зашто не чинам, зашто лоши работи направив, лоши работи помислив. А Господ ти вика, ја го трнав законот, повеќе нема кој да те суди. Сега ти можеш да се релаксираш, можеш да си опуштиш и да фантазираш заедно со мене само благослови, ништо друго. Знаете што ви останува на вас како Божи деца? Само доживате. Доживате прво во мислите, да размислувате што добро Господ ќе направи вашиот живот и Господ ќе го направи тоа. Тоа што имате ветување за тоа. Оној што може да направи неспоредливо повеќе од оно што може да барате или замислите. Еднаш кога ги прашав луѓето, што поише правите, се молите или мислите? Некој рекол се молиме, викам утре се вајле. Поише мислите него што се молите. Така, ако сме религиозните, се молим, Александр. Браво. Значи, Библијата вика, дури мислите што ги имаш, предемо ги на Господ, и он ќе направи неспоредливо повеќе од тоа. Имам проповедник од Јужна Америка, Цезар Кастелјанос, огромна црква имаше порано. Мислам дека е сега политичар, христијани, не знам што. Али како и да е.
Има една книга напишана, вика, во книгата запамтив, вика, со ништата се јазикот на Духот Свети. И кога ти сонуваш, Свети Дух ќе почне да креира работи околу тебе. Кога ти размислуваш што Господ добро ќе направи за твојот живот, Господ го зима тоа и за него тоа исто како молитва и вера. И кога ќе поврзаш со твојата прокламација, кога ќе почнеш да му благодариш на Господ за тоа ќе се манифестира. Знаете, веќе не верувам во молитви као Господе, те молам, дај ми го ово и ово. Ја не верувам во такви молитви. Ја верувам, фала ти Господе што веќе го обезбеди тоа за мене. Затоа што пише во Библија, ако Господ го даде Исус, за нас како се друго нема да ни даде заедно со него. И пише дека на небото ние сме благословени со све. Така да повеќе, ја не се молам, те молам Господе, дај ми го. Ја викам, фала ти што веќе ми го даде. И фала ти што веќе си го спремил тоа, фала ти што работиш за тоа. Фала ти што во духот функционира све за моје добро за мене. Фала ти за тоа. Однапред ти благодарам, зашто знам дека веќе си ми го дал. Прашање на време само кој ќе го видам манифестирано. Знаете, има голема разлика. Дали ќе се молиш, Господе, дај ми нешто, или викаш, фала ти што веќе си ми го дал. Едното е неверие, другото е вера. Некој ќе каже, ама како Александар неверие, нели му се молиме на Господ ни даде? Да, но се молиш со неверие, веќе Господ ти вика, веруј дека си го примил она што веќе ти го дадов и тогаш ќе ти биде. А на крстот веќе све ни дал. Не благослови со секако благослов небесата, а ти си на небото. Значи слободно земи си го тоа царството и пренеси го на земја. Божјото царство е во тебе, али тоа ќе има сила кога твојот мисловен процес ќе почне да се менува според тоа царство што е во тебе. А како ќе се смени кога ќе се почувствуваш како дете? Кој ќе дека си безгрижен и дека се ти е можно. Знаете, како деца мислиме дека можеме да летаме. Дека сме супермен, нели? Ја така мислев. Дај ми намет, ќе се фрлев од него. Стварно, некој мислеше нинџа, дека некој Тарзан. Јас све мислев дека сум. Нинџа филм гледав. Ме разбирате, значи децата верува дека се е можно. Баш се сеќам на еден проповедник, имал крусейд, некоја евангелизација голема и многу луѓе се исцелени. И кога го прашале, кој се молеше за тие луѓе да бидат исцелени, го прашале проповедникот. Вика, кажи кој од тие проповедници што беа заедно со тебе, од тие големи цркви ги повика ти напред, па се молевте за тие луѓе чуда и знаци. Па вика, ја го прашав Господ кого да викнам. И он ми рече, викни ги децата. Не ми кажа проповедниците. И кој ќе му кажеш на дете, верувај, дека кој ќе положи шака на тој човек, тоа ќе биде здраво, он ќе верува и навистина ќе оздрави. Проповедниците некојаш се корумпираме во нивните мисли, бидејќи некој пат прочитале некоја лоша книга за неверие и си мисле дека премногу се паметни и нивното искуство можеби не се поклапало со Библијата и поише веруваат на книгички него на Божјото Слово. А децата се веруваат. И затоа вика, ако не бидете како деца, не можете да влезете во Божјото царство. Бог не стави веќе се во Божјото царство, али ти не можеш да ги повлечеш работите таму, ако не си размислуваш како дете. Кога ќе кажам дете, не мислам да си детиност. Библијата зборува против детиност, али зборува како дете во срцето, наивен, да му веруваш на Господ. Многу важно. Знаете, Бог ни даде завет и треба секој ден да го вреднуваме тој завет, затоа што пише дека е најголем завет. Колку повеќе го вреднуваме тој завет, толку повеќе ќе гледаме корист од него во нашите животи. А знаете ли кој е тој завет? Тој е завет слободен од законот. Тој е завет слободен од законот. Знаете, закон нема за мртов човек. Пишува во Библија дека Исус на крстот ја зема нашата смрт. Значи умре и кога он умре и ние умревме. Кога воскресна и ние воскреснавме за нов живот, да бидеме Божји праведници. Што значи тоа дека ние умревме со Исус? И зашто требаше Исус на крстот
да не убие нас или она што бевме ние претходно. Заради тоа што законот не осудуваше. И за да можеме да бидеме ние слободни од законот, мораше да умреме со Исус на крст. Али тоа е минато свршено време за нас. Еден проповедник интересен, кажува, ако има сообраќајка и дојде сообраќајецот, полицаец на местото на несреќата, прво ќе види кој е крив, нели? И ако е тој крив, едниот од нив ќе му напише казна или што и да е, нели? Записник. Али замислете да дојде и да го види возачот мртов. Ќе му напише некоја казна. Слободен, каже, ој, не можеш да го казниш, готово. Отиде човекот. Малце морбиден случај, али сакам да кажам дека ако ние сме мртви за законот, законот ништо не ти може тебе. Значи не може да те осуди никако. Никој не може да ти препише дека ти треба да казнет за нешто што си направил или не си направил. Ти си слободен од законот. Зошто? За да му припаднеш на Исус. И тој завет ние мораме да го вреднуваме, да го цениме и да го почитуваме. И тој завет е завет што е ослободен од законот. Многу важно да знаете. Биде ние никогаш не сме сами. И знаете, интересни изјави ќе ви кажам сега. Може би малце шокантна за некои луѓе, али Исус не мораше да умре на крстот за да ни прости. Знаете? Дали знаете? Сега некој проповедник, ако ми слуша, ќе каже, што збориш ти, Александар? Тој умре и воскресна за да не оправда и со тоа да не квалификува за да може да не благослови. Зошто? Да не квалификува да може да благослови. Затоа што кога воскресна не оправда. Кога си праведен, а тоа ти е подарок даен од Господ, ти си квалификуван да примиш секаков благослов од Господ. И сега си квалификуван повеќе да не се судиш 90% од денот и да размислуваш што негативно може да ти се случи, туку да размислуваш јас сум Божјо дете, јас сум оправдан, јас сум праведник, Бог е во мене, мојот дух е едно со него, јас ќе размислувам само за сите убави ветувања што Бог ми ги вети, ништо друго. Ништо друго. И ако ти е тешко тоа да го мислиш, кажи го на глас. Кажи, јас сум благословен. Може да повториме заедно. Јас сум благословен. Јас сум благословен од Бог. И се ќе функционира во мојот живот. Затоа што јас сум најмногу засакан од Бог. Го се чувствувате? Замислете го правите во секој ден. Секој ден јадете, нели? 3 пати, 4, 5, колку пати? Да, ова ви е духовна храна. Секој пат кој ќе ручате, доручкувате, убаво да го прокламирате. Господ е на моја страна, се ќе биде добро, јас сум засакан од Бог. Кажувате го на глас. Многу важно. Се ќе смени околу вас. Тогаш устари вие ќе се согласите со Бог за вашиот живот. Ако мислите на негативни работи, вие не сте согласени со Бог. Бог сака те благослови и викаш лоши работи. Знаете, во нашава култура има една изопачена духовна работа од луѓето што ја прават. Абе, мисли ти лошо, може и добро ќе ти се случи. Или пукни го детето му биде добро. Нели усела, абе, пукни го таму, кажи му нешто лошо, за да порасне. Ако му кажеш убаво, нешто лошо ќе биде. И знаете, од кај ги учат ти работи? Од врачари, од село. И тоа наеднаш некако станува како дел од нашата култура. Не. Најубаво нешто ти така, многу, немој да бараш нешто лошо да се случи. А баш обратното. Смешно беше. Матеј 9 глава, 2 и 6 стих, ето што пише, тоа го немам, мислам, тоа мама ќе го видиме во Библија. Сега да ви докажам дека Исус може да простува на секој начин, бидејќи он има власта да го прави тоа. Исус простува зашто не сака. Видете што вика, Матеј 9, 2 глава. А кога Исус ја виде нивната вера, му рече на парализираниот: охрабри се, синко, гревовите ти се простени.
Ова беше пред умре на крстот или после? Пред. Значи Исус може да простува гревови и пред умре на крст. Затоа реков, Исус не мораше да умре да ти прости. 6 стих. Но да знаете дека Синот човеков има власт на земјата да простува гревови. Потоа му рече на парализираниот, стани, земи си апостелот и оди си дома. Зошто прво Господ простувал и после исцелувал? Затоа што вината, чувството на вина во тебе прави да не го примиш благослов од твојот живот. И затоа е многу важна пораката на благодата. Дека ти си оправдан и повеќе не си грешник. Ако кажеш дека си грешник, ти го уриваш Божјото дело во твојот живот. И со други зборови кажуваш, оно што ѓаволот го направи во Едемската градина е посилно од оно што Исус го направи на крстот за мене. Секој кој ќе каже дека си грешник, ти му кажеш, Господи, ти немаш сила во мојот живот. Многу опасна работа. Некој мисли дека тоа е понизност. Не е понизност. Не е понизност. Тој не верува во Божјото Слово. Ништо друго. Законот беше тој што го бараше тоа Исус да умре. Но сега кога е задоволен и е трнат законот, ние знаеме дека се е загарантирано за нас. Кога го нема законот, се е загарантирано за тебе. Запамти го тоа. Бидејќи нема закон кој ќе те суди, ти каже што ти смееш или не смееш да примиш, се е загарантирано за тебе од Бог. Ти следат само благословите, ништо друго. Видите што вика Галатите 4 глава 1 стих. Ви велам пак додека наследникот е дете, ова се мисли на детинес ум, со ништо не се разликува од робот, иако е господар на се. И тука ако читате у контекст, зборува ако сме детинести, ако уште не сме сватиле дека сме ослободени од законот, ние не можеме да ги примиме сите работи кои што Бог не ги вети како негови наследници. Вистината е дека ти господариш на сите работи. Али ти не можеш да ги примиш, зашто не ги веруваш. Зашто си детинаст во паметот, не дете во срцето. Детинаст. Не сваќаш дека на вистина законот го нема. Зашто се уште се бориш со вина во твојот живот. И си кажеш, дали Господ ќе ми ги даде работи, нема ми ги даде. Дали ја можам или не можам. Дали имам авторитет или немам. А Господ вика, све ти дадов. Вика дека ние на Бог му припаѓаме. И се ни е дадено. Многу важно. Во Римјани 8:26 има добар стих да ни покаже дека ние никогаш не сме сами. Духот им помага на нашите слабости. Секој пат кој ќе помислите негативни мисли, почнете се молите на јазици и почнете да ги толкувате тие јазици и ќе видите што Светиот Дух ви зборува. Светиот Дух никогаш нема ти каже грешник си, не чиниш, нема да примиш. Туку ќе почне да ги прокламира преку тебе Божите ветувања. Знаете, тоа е добра пракса. Немојте само да се молите со ваши зборови. Туку зборете на јазици и толкувајте одма после тоа. И така Светиот Дух ќе ве води во Божите вистини. И ќе видите колку убави работи ќе ви зборува. Зашто Светиот Дух верува во вас. Зашто верува? Зашто Исус ве откупи. Многу важно. Така да имаме помош, не сме сами. И уште еден стих тука, дека на вистина нашиот дух едно со Светиот Дух. Веќе Светиот Дух живее во нас и да направи негови деца. Многу важно. Знаете, пораката за идентитет е најважна порака. И затоа и ѓаволот кога беше ке Адам и Ева, сакаше да ги мрдне од тоа дека навистина се Божи деца. А Бог ли ви го кажат? А Бог ли го кажа? Исус, што му каже ѓаволот? Ако си син Божи, ако си, ѓаволот нас не лаже. Па навистина ли си ти Божјо дете? Навистина ли Господ толку те сака? Навистина ли си ти убе работи ке ти ги даде? Али докажа дека навистина е така.
зашто го даде веќе Исус за нас. Амин. Многу важно. Многу важно. 1 Јован 4:4 пишува: чеда, вие сте од Бог и нив ги победивте. Веќе оној што е во вас е поголем од оној што е во светот. Знаете, многу луѓе зборат за ѓаволот и му се тресат, ама треба да го игнорираат. Зашто треба? Затоа што на крстот ѓавол беше обесилен. Знаете што е обесилен? Земена му е силата. Беше обесилен, земена му е силата. А како имаше сила? Преку законот. Зашто ѓаволот е обвинител на браќата. И ти шепоти, ти не чиниш, гледаш, да си христијанин, нема да го направиш. Како можеш да го помислиш? Како можеш да го направиш? И ти после се молиш и кажеш: "Бе Господ, благослови ме со оваа работа." А Господ ти каже: "Веќе те благослови, што бараш?" Па да, ама јас сум грешен, за никаде сум. И ѓавол пак ти шепоти: "Бе, за никаде си ти, нели?" И го активираш законот во твојот живот. И Господ ти каже: "Не, законот не важи за тебе, нема кој веќе те суди. Ти си мој дете, биди слободен, барај како мало дете, јас сакам се да ти дадам. Веќе го издвојував тоа за тебе." И ти кажеш: "Фала ти Господи. Фала ти што веќе тоа е за мене. Ја те славам за тоа. Фала ти што најмногу ме сакаш. И фала ти што го видам тоа манифестирано. И нема се замарам со лоши мисли. Ќе ги обновам моите мисли. Секој ден ќе очекувам нешто добро да ми се случи. Секој ден очекувам нешто добро да ми се случи. Секој ден ќе очекуваш нешто добро да ти се случи. И ќе го одврзеш на некој начин Светиот Дух да работи за твое добро. Амин. Може му дајме слава на Господ за ова. И затоа е многу важно да нели, ви се збори на јазици. Тоа значи дека Светиот Дух е радосен кога ја зборувам. Секој пат кога ви се збори на јазици, кога некој проповеда, Светиот Дух се радува вас и потврдува вистината. И правете го тоа. Размислувате што Бог е направи за вас. Молете на јазици, запишувајте ги тие работи секој ден. Така Јохан. Амин. Многу важно. Колосијани 2 глава 9 и 10 стих ќе видиме. Господ не удостои да седиме заедно со Него на небесата, дури пишува. И никогаш немојте да мислите ниско за себе. Така пишува. Не воскресни, не постави одесно со Него на небесата. Вика, зашто во Него живе сета полнота на Божеството во Исус. Сета полнота на Божеството. И вие сте исполнети во Него, кој е глава на секој началство и власт. Како е можно ова? Како е можно? Не, знаеме дека е можно дека Исус беше инкарнација на Бог на земјата и кажа: "Ако сте ме виделе мене, сте го виделе таткот." Он го представуваше Бог на земјата. Тоа не е јасно, нели? И не е пронаверуваме зашто во Него живе сета полнота на Божеството. Али вика, сега вие станавте полни во Него. И ти си едно со Него. И тоа е вистина за нас. Зашто повеќе не ги читаме овие стихови? Тие се за нас. Тие се наше наследство, тоа е нешто што ние треба да медитираме и што Господ копне да се манифестира преку нас. Амин. Многу важно. Слава на Исус. Ај аплауз за Исус. Амин. Кога му давате слава на Исус, секогаш го затврстувате тоа во вашите животи. Знаете како печат на документ ставате, бам, јас го верувам тоа. Го слушам, да, Господи, ти дам слава. Дали аплауз, дали во срцето, дали амин ќе кажат. Значи ставате печат. Зашто има премногу лоши печати во овој свет. Сака луѓето ни стават лоши печати. И сами ја си ставаме. И совеста не мачи. Ти треба да си ставаш добар печат. Амин. Јас сум Божјо дете. Господ ме воскресна со Него на небесата. Јас сум наследник. Јас сум полнотата на Господ заедно со Него. Сум еден дух. Јас сум Божјо дете. Се е возможно за мене. Ќе размислувам убави работи што Бог ги спремил за мене. И тоа ќе го имам во името на Исус. И не може друго. Едноставно не може друго. Тоа е вашето наследство и тоа вас ви припаѓа. Ништо друго не ви припаѓа. Знаете, кога ќе кажете во името на Исус, цела вселена застану и слуша што ќе кажете. Буквално. Има сила во името на Исус. И кога ќе кажете во името на Исус, сите Божји благослови ќе се манифестира во мојот живот. Така ќе биде. Амин.
Може да го кажеме заедно. Сите Божји благослови ќе се манифестира во мојот живот во името на Исус. Многу важно. И кога ќе се молите за некој или за себе, ќе кажете во името на Исус со цела сигурност дека вие сте негови. Знаете кој го вети тоа? Господ го вети. Знаете, јас некојаш имам надприродна вера и знам дека ако го спомнат името на Исус, дека мора да се случи. Значи не треба да гледам луѓето, може да свртам, да си замирам и да кажам јас знам дека е завршена работата. Зашто Исус не излажа. Исус каже што и да побарате во моје име, јас ќе ви дадам. Ако ти не ја корумпираш таа вера во твојата совест, Господ ќе го направи тоа во името на Исус. Многу луѓе викаат, абе јас се молам во името на Исус, ама не се случува. Зашто кажуваш онака. Тој име вика кој што секој ќе го поклони, ќе се поклони пред него на небото, на земјата, под земјата, пред името на Исус. И кој ќе кажеш во името на Исус, цел духовен свет реагира на тоа. Ама тоа треба да го знаеме ние. И треба да го почитуваме, треба да знаеме ќе има авторитет во тоа име. Амин. Амин. А во името на Исус вие сте веќе благословени. Амин. Така е. Може да кажете, во името на Исус, јас сум веќе благословен. Амин. Слава на Господ. Сега треперат работи околу вас. Знаете што трепери? Сите перија што некој ви ги стела не се ваши, почува да паѓаат. Ама мора да паднат, зашто не се од Господ. Амин. Зашто се ќе ви биде возможно. Зашто вие го имате името на Исус. Исус сам кажа, се што ќе побарате во моје име ќе добиете. Исус го кажа тоа. Мене ми е многу радосно што он го кажа тоа. Не кажа мене, бе Господе, те убеди мене нешто, бе кажи нешто убаво. Кажи ни нешто убаво. Исус вика, не треба вие да ми кажувате, јас ќе ви кажам. Што и да побарате во моје име ќе добиете. За вашата радост да биде целосна. Зашто јас ве сакам вас. Вау. Некој вика, бе, дали е така, Александр? Може не е така. Ако за тебе не е така, нема да биде така. Сигурно, нема да биде така, ако за вас не е така. Али ако е така, зашто верувате на Бог, Бог нема да ви изневери. Бог ќе си го направи неговиот дел. Зашто е семоќен, живее во вас и најмногу ве сака. И ви го дал името на Исус. И подале, ако читате од Колосјани, објаснето е на кој начин ние станаме полнети заради воскресението на Исус од мртвите. Не воскресна, да го прости долгот, многу објаснето, ако и читате сите стихови подале, може да го видите. Уште еднаш ќе ги видиме тие стихови, колку ако сакаш 9-10 понатаму. Зашто во негово телесен облик живее сета полнота на божеството. И вие станавте целосни во него, кој е глава на секое поглаварство и власт. И ако читаме понатака во стих 12, откако бевте погребани со него во крштевање, во кој бевте воскреснати со него преку верата во достојањето на Бог кој го воскресна од мртвите. Вас, кои бевте мртви во престапите и необрезанието на вашето тело, ве оживеа заедно со него, простувајќи ни ги сите наши престапи. Сите. И бришејќи врската од нашиот долг, кој со своите одредби беше против нас, тој ја отстрани кога ја прикова на крстот. И ги разоружа поглаварствата и властите, јавно ги изложи, ликувајќи над нив преку него. Ете на тој начин го направи, го трна законот. И те направи полн во него, те направи едно со него, за да може се ти биде возможно денес на тебе, за да не се судуваш за ништо, да не можеш закона за ништо да те осуди. И кој ти бидеш преблагословен, ќе видиш Божјата верност. Кажеш, на вистина Бог бил верен. И ти кажеш, добро утро. Ангелите викаат, да бе, добро утро, знаеме. Ама ти свати, кога смени начинот на размислување и кога свати на вистина на кого ти му припаѓаш. Дали сме свесни ние на кого му припаѓаме? Изгледа, не сме свесни. Или не сме доволно свесни. Но оној што го створи цел универзум, на него му припаѓаме. Вау. И тој те нарече дете. И ние замараме за глупости.
Сакате уште? Така да, оно што сакам да охрабрам е две работи. Да знаете кои сте во Господ, но во исто време да сватите колку законот не е за вас, значи че е за вас. Пазете какви книги читате, пазете какви проповедници слушате, пазете што меѓу вас зборувате. Многу важно. Ја не слушам секакви проповедници. Порано слушав и каша попора ми ја прави главата. И сати што ќе слушам некој кој што не ја разбира Божјата благодат. Не вреди, времето не вреди. А ако сте млади верници или па ако не ги сваќате се уште работите, внимавајте многу кого слушате. Многу важно. Се сеќавате ли на жената фатена во прелюбов? Од една страна кои беа? Беа фарисеите, представниците на законот, од друга страна беше Исус. Представуваше љубовта на Бог. Го представуваше самиот Бог на земјата. Каков е Бог таткото? Зашто Исус сика, ако ме видовте мене, гледате таткото. Некој мисля, таткото е суров, ама Исус бил добар. Ама немојте да заборавате дека пише Јован 3:16, Бог таткото го испрати Исус за светот. Така да не е така. И самиот Бог татко сака да ни даде благодат, љубезност. И ако можеме да видиме во таа случка, како жената, на некој начин сликовите си го замислите тоа, у средина седи жената фатена прелюба, од една страна Исус, од друга страна беа фарисеите, го представува законот, Исус представуваше благодат и љубовта. Кој беше прв, односно, кој сакаше да фрли камен на жената? Кој? Фарисеите. Ќе каже Александр, што не избориш вака едноставни работи? Ние го знаеме тоа, ја знам дека го знаете, али нека ви стане многу јасно. Кој е тој што ве суди? Никогаш Исус не суди. Ние викаме, Господа не ме суди за нешто, никогаш. И дури пишано на место Јован вика, јас не судам никому. На едно место Исус вика, они што верува мене нема да биде суден, они што не верува веќе осуден. Зашто не поверувал? Како осуден? Светот го суди, не дека Исус го суди. Самите луѓе се судат. Самата совест ги суди. И не може да прима благослов овој свет. Затоа им треба Исус, за да знаат дека се оправдани преку Него. Во Јован 17 глава многу убави и свежи стихови со овие може ги прочитаме. 17, 20, 23. Исус вика вака, но не барам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе поверуваат во мене, тоа сме ние. За да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене, и јас во тебе, така и тие да бидат во нас, за да поверува светот дека ти ме испрати. А славата што ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да се совршат во единство. Да светот да знае дека ти ме испрати и дека ги љубеше нив, како што ме љубеше мене. Ти си сакан исто толку кој што таткото го сака Исус. Исто. И многу интересно, некој пат ние мислиме со тој религиозен дух, абе Господ е таму, ние сме тука. И он е некоја елита, ама ние не можеме толку да му се приближиме на Него. Не можеме да бидеме толку блиски со Него. А Господ устарите става во Неговото семејство, во Неговата фамилија. И викаме, ние сите сме заедно сега. Вие сте мои деца. И вие ќе се совршите во единство. Јас ќе бидам во вас, вие ќе бидете во мене. Како бе Господи, ние во Тебе? Па Ти све створи, цел универзум. Каква е таа чест толку многу блиски да бидеме силни, да бидеме сплотени заедно со Тебе. А Исус на тој начин зборува на таткото. Сите да ги обединиме. И сите да бидат со нас. И сите најмногу да ги сакаме. И ти, татко, да ги сакаш колку што мене ме сакаш. И они да го знаат тоа. И дека исто толку слава и сила се им дал. Се да им биде возможно.
А? Амин. 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 Знам дека е премногу силно и некој се чувствува премногу големо да биде вистинито, али не заборавајте како се прави големи работи. И тие се вистина. Да. Ние сме едно со Бог. Ја имаме неговата љубов и неговата праведност. Во Новиот Завет стои дека се ви припаѓа на вас бидејќи сте во Христос. У 2 Петар пишува дека неговата божествена моќ ни подари се за да живееме живот и побожност. За да станеме соучесници во божествената природа. Знаете како така пишува? Ај може да ги имаме тие стихови. 2 Петар, 1 глава, 3 и 4 стих ги имаме. Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за животот и побожноста преку вистинското познавање на оној кој не повика преку својата собствена слава и доблест, со што ни се подарени неговите скапоцени и величествени ветувања. За да не каже некој Александар ти премногу убави работи ни знакажа денес, кој се дали се вистина за нас. Библијата вика дека се. За преку нив да станете соучесници во божествената природа, да бидете преблагословени од страна на Бог. Откако се оттрнавте од расипаноста која преку похотата владе во светот, од која ќе ги трнеме секоја себичност, страв, недостојност, љубомора помеѓу нас, кој ќе живееме во Божјата љубов, ќе го видите тоа манифестирано. Да ви личи, не ви личи да бидете љубоморни, исплашени, зависни, полни со неверие, со оговарање еден за друг, ако на вистина сте во Божјото семејство и Бог ве гледа едно со него. Не ви личи. И ќе се манифестира кога ќе живеете во Божјата љубов. Многу важно. Ама добра проповед, а? Ја така мислам. Да. Ја не се фадам себе, го славам Господ во мене. Да сватите погрешно. Видите што е прва, малце сакам да ве, како да кажам, да ве разбудам. 1 Јован 5 глава, од 13 и 15 стих. Да ве разбудам кои сте во Господ и се што имате во него. Многу важно. Знаете кога си стуширате некој пат, и кој ете на море, на базен, убаво е, нели? Сега ќе се стушираме со Божјото Слово, да се освестиме кои сме во него. Дека па топлината така, мислите ни се. Кој ќе може 1 Јован 5, од 13 до 15. Ова ви го напишам вам кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот. Значи, вие имате веќе вечен живот во Исус. Како се однесува еден човек што има вечен живот? Знаете ли како се однесуваат богаташи во овој свет? Имаат стил на однесување. Има стил на однесување, на држање, на облекување. Зашто? Заради тоа што се знае кој тој човек. Он е почитува на луѓето. Не се однесува како било кој. Нели? Има некоја вредност. Во неговата подсвест знае он кој е. Има држање, има став. Библијата вика дека ти имаш вечен живот. Како став ти треба да имаш во овој свет? Гледај како став. И ова е увереноста, кој увереноста? Бидејќи имаш веќе вечен живот. Зашто најголемата работа ти е веќе дадена. Дека не слуша ако бараме нешто според неговата волја. И кога знаеме дека не слуша што и да побараме, вистинскиот превод и да не читам знам што пишува. Знаеме дека веќе сме го примиле тоа што сме го побарали него. Така треба да стои вистински превод. Не дека ќе го добиеме, дека веќе сме го добиле она што сме го побарали од него. Зашто? Зашто знаеш дека имаш вечен живот. Имаш стил на движење, на размислување. Ти си господин во овој свет, зашто знаеш на кој му припаѓаш. И тоаш духовните врати ќе се отварат за тебе. Многу важно. Амин. Вау. Така. Павле на едно место вика да не живееме како бичите луѓе во љубомори и препирки. Сеќавате на тој стих?
Кога знаеш дека си едно со Бог, кога знаеш дека Светиот Дух живее во тебе, кога знаеш дека си небесен граѓанин, кога знаеш дека имаш вечен живот, ќе имаш и тако став на држање во силата на Божјата љубов. И на тој начин врати ќе ти се отвараат. Тоа ќе ги сакаш сите луѓе. И кога ќе имаш држање, ти ќе им служиш на луѓето. Кога ќе имаш божествено држање, ти ќе ги сакаш луѓето. Што вика за Исус? Исус, знаејќи од каде доаѓа и кон каде оди, во Јован 13 глава, не мора да додиме таму, али вика Исус, знаејќи од каде доаѓа и кон каде оди. Значи, знаеше каде доаѓа од Бог, знаеше дека иде кај Бог, не му беше проблем да им ги измија нозете на учениците. Кога знаеш кој си, не се плашиш да служиш и да ги сакаш сите луѓе. Не ти е проблем. Не си искомплексиран. Бог е љубов, така пише во Библија. Верата действува преку љубовта. Пратете ме. Бог е љубов, верата действува преку љубовта. Галатите 5:7. Така пише. Верата действува преку љубовта. Без вера, пазете, без вера, која што действува преку љубовта, не може да му угодиш на Бог. Преку вера која действува преку љубовта, го победуваш овој свет. И затоа пишува дека љубовта најголема. Дека без љубов сме никој ништо. Така стои 1 Коринтијани 13 глава. Без љубов сме никој ништо. Али фала му на Господ што Божјата љубов е веќе излеана во нашите срца преку Светиот Дух што ни беше даден. И уште еден стих и ќе завршиме. 2 Тимотеј, 1 глава, 14 стих. Запази го доброто што ти е доверено преку Светиот Дух кој живее во нас. Господ толку многу работи ти даде. Божјото царство во тебе, Светиот Дух е во тебе и Божјата љубов ти е доверена да живее внатре во тебе. Да знаеш дека ти си сакан од Господ, во совршената љубов нема страв, нема кој да те суди, законот го нема, ти му припаѓаш на Бог. И како Божјо дете покажи таа љубов и на луѓето околу тебе. Тогаш на вистина ти ќе имаш вера, веќе верата действува преку љубовта. Ќе се однесуваш достоинствено како што те личи за Божјо дете. И сите врати ќе ти се отворат, кои ќе молиш во името на Исус. Амин. Господе благослови.